20 графики создадени во последните неколку години се дел од изложбата Живи форми на уметницата Мирослава Цветковиќ од Куманово. Цветковиќ изложувала самостојно во Македонија, како и на повеќе групни представувања на локалната уметничка сцена, но и на меѓународни групни изложби во повеќе држави, а честопати е и наградувана за своите дела. Изложбата е организирана како последен настан за тековната година од редовната програма на Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев, поддржана од Министерството за култура и туризам. Мирослава Цветковиќ има завршена факултет за ликовни уметности во Скопје, во класа на професорот Зоран Ефимовски, одел графика со графички дизајн. Подоцна истото ќе се доедуцира во педагошка насока и на веднаш по низирано завршување членува во ДЛУ, а исто така и дел покрај она нејзина основна едукација во она што на некој начин ќе го формира нејзиниот ликовен идентитет, тоа ќе бидат нејзините непосредни искуства, кои се всушност и нејзиното богатство. Значи, тука пред се мислам на нејзините директни учества на многу групни ликовни изложби од локален, но и од меѓународен карактер. Таа често пати изложува со своите колеги. Последно беше, да кажам, актуелно реокружување на изложба која е поставена во Крива Поланка. Инаку често пати е учесник и на нашата биенална изложба Кумановски графичари. Значи се работи за една авторка која е релативно активна и која е присутна на македонската ликовна сцена. Да не забораваме тука да го споменеме и низиниот студиски престој во Париз, како низиниот искуство со работење во областта на графички дизајн, значи на работење на плакати, на пропагандни материјали за потребите на нашиот театар. Сакам само да кажам едно моје сеќавање, што само Мирослава може тоа да го потврди дека е точно. Една нејзина графика стои во графичниот оддел во Сулијан и е изложена на зидот. Од нејзиното завршување, мислам дека дипломска работа беше тоа, да, 98 година. Стои денеска таму во канцеларија, дека што е денешната деканка Славица Имашлиева. Инаку заедно заврши со неја, Славица. И се еднаш се поведе разговор како може една техника, акватинта, во акватинта, да се направи акварела. Добро, акватинта се прави на цинкова плоча со киселини, меѓутоа да се постигне со плоча цинкова и со 2-3 бои со преклопи, да се добие представа на акварел, тоа е веќе едно чудо. Чудо бидејќи акварел знаеме дека е повеќе со вода и акватинтата се штампа исто на хартија која е на влажната, така да делува доста импресивно и ми остана во сеќавање. Значи, со една техника да направиш, да представиш друга техника е најтешко во уметноста. Едно такво моје видување и изненадување кога дојдов вчера да разгледам сам изложбата, беше поставена. Јас се изненадив и се шокирав од тоа што мислев, значи јас направив грешка, дека тоа око таму е компјутерски направено на компјутер, тоа многу лесно се изгледува. И секој може да направи тоа. Меѓутоа, да се направи една класична техника како што е линдорезот, да знаеме линдорез, дрворез, тоа се техники класични, уште од 14 век па нааму е користена како техника и да се направи тоа око со длето и да се иде по таа линија која е бесконечна, што се врти спирално во центарот
е права ремек дело, може да се каже. Чест ми е и радост заедно да ја славиме уметноста. Благодарам, Роберт, за овој убав воведен збор за моите дела, а особена благодарност и до професор Зоран Јакимовски, кој ми направи голема чест, што како мој професор и ментор даде еден прекрасен осврт за моите дела и за мене како автор. Толку сакам да кажам, а не знам тоа да го искажам со зборови. Значи, мојот јазик е визуелен. Само сакам да изразам голема благодарност до сите што помогнаа за организацијата и реализација на овој проект.